Денеска православната црква ги празнува светите Кир и Јован, светата маченица Трифена и преподобниот Никита Печерски. Светите Кир и Јован биле безсребреници и чудотворци. Овие милосрдни и чудни светители не биле браќа по крв, туку биле браќа по дух. Кир најнапред живеел во Александрија и како лекар ги лекувал луѓето и со силата Христова и со физички лекови. Дознавајќи дека болестите најмногу ги напаѓаат луѓето заради гревовите, тој секогаш ги упатувал болните со покаяние и со молитва да ја очистат својата душа од гревовите, да преку тоа да би го повратили и здравието на телото. Кога настанало Диоклецијановото гонење на христијаните, Кир се оддалечил во Арабија, каде што примил монашки чин. Но како што бил познат во Александрија, така се прочули во Арабија, та луѓето од овде прибегнувале кон него за помош. Кога слушнал за Кир, Јован, тогашен римски офицер во Едеса, дошол во Арабија да го види Кира. Кога се виделе двајцата, се засакале еден со друг како браќа и останале заедно да се подвизуваат. Во тоа време мачителите измачувале некоја христијанка, Атанасија со незините 3 ќерки во градот Каноп. Слушнале за ова Кир и Јован и дошле во Каноп да ги храбрат мајката и ќерките за да не отпаднат од верата. И навистина, благодарејќи на советите на овие светители, Атанасија ги претрпела сите мачења и со ќерките била погубена за Христа. Ќерките на Атанасија се викале Светата Теоктиста од 15 години, Теодотија од 13 години и Евдокија од 11 години. Тогаш мачителите ги фатиле Кир и Јован и по мачењата и затворот ги исекле во 311 година. Овие свети маченици направиле безбројни чуда и за животот и по смртта. Нивните мошти во времето на царот Аркадиј биле пренесени во Рим. Тие се повикуваат на помош посебно при несоница, при осветување на вода и при елеосвештение. Елици во Христа крестисте ся во Христа облекосте ся. Слава Отцу и Сину
светата маченичка Трифена. Доброволно и храбро поднела многу маки за Христа, бидејќи не сакала да се одрече од верата и бил пуштен еден бесен бик, кој ја избодел и ја убил. Тоа се случило во првиот век. Неа ја повикуваат на помош мајките кои не можат да ги дојат своите деца. Преподобниот Никита Печерски, како монах, не го послушал игуменот, се оддалечил од манастирот и се затворил во една келија. Заради непослушноста Бог му испратил едно искушение. Еднаш кога Никита бил на молитва, му се јавил ѓаволот во вид на светол ангел и му рекол: "Немој повеќе да се молиш, туку читај книги, а јас ќе се молам за тебе." Никита послушал, престанал да се моли и почнал да чита книги. Го читал само Стариот Завет, а Новиот никако не можел да го отвори, затоа што тоа не му го дозволувала ѓаволската сила. Со помош на ѓаволот и пророкувал, и тоа само лоши дела, кражби, палежи и останати лоши дела што му се познати на ѓаволот, затоа што и тој во нив учествува. Најпосле светите оци Печерски увиделе дека Никита паднал во ѓаволската измама, па почнале да се молат на Бога за него. Никита се повратил, ја увидел пропаста во која бил, горко се покајал за непослушноста и гордоста и се упатил по вистинскиот пат. По долго кајање и многу солзи Бог му опростил и го дарувал со дар на чудотворство. Се упокоил во 1108 година. Поуки од светите оци. Човекот што ја познал мерата на својата немоќ, стигнал до состојба на совршено смирение и познавање на Бога. Зашто постојано поттикнуван кон благодарење на Бога, тој непрестајно постанува се побогат со божествени дарови. Срцето кое постојано благодари, постојано прима се поголема благодат. На благодата и претходи смирението, како што на искушението му претходи надменоста, гордоста. Ава Исак.